како што рековме за некоја секунда, се селиме во летното кино во Ѓорче Петров, каде што нашата Ивана ова утро разговара со портпаролот Даниел Апостоловски. Иванче, добро утро, среќен ден и повели со најновите информации од тоа убаво летно кино. Добро утро, Сузе, до тебе. Добро утро до сите гледачи на Добро утро секое утро. Ви посакувам убав ден на сите колеги. Исто така и уште поубав викенд да си имате. Како што спомена и ти, токму за прв пат еве во општината ќе се одржи летно кино во општина Ѓорче Петров, летна филмска кино проекција која што започнува утре, односно ова ќе бидат низа на настани, односно караван на летно кино. Ќе имаме можност за време на овој викенд, поточно утре и задутре, да се погледнат две филмски проекции токму на ова место каде што се наоѓаме ние ова утро, односно токму проекцијата ќе биде прикажана негде позади мене, а за тоа што се ќе може да се погледне и какво културно лето не очекува во општината Ѓорче Петров, како ќе се движи караванот на летното кино. Ова утро ќе зборуваме со Даниел Апостолски од општината Ѓорче Петров. Даниел, ќе ви посакам добро и убаво утро. Имате навистина еден интересен настан кој што започнува утре, па како дојдовте еве до идејата за караванот летно кино во општината Ѓорче Петров? Добро утро и до вашите гледачи, поздрав до нив. Па вака, да, за прв пат оваа година го организираме ова летно кино. Одлучивме да биде токму тука, бидејќи Полјанката во Хром, како што култно ја нарекуваме, е место каде што навистина изобилува со деца и премногу е, да речам, застапен трендот на населување во оваа населба, со што приметивме дека на овие деца има потребно нешто ново. За таа цел, утре и задутре ќе организираме летно кино, токму тука, каде што ќе имаме можност да погледнеме две проекции. Едната ќе биде филмот Стела, од режисерот Стојан Вујшик, и другата ќе биде Те дуа жими мене од Маријан Гавриловски. Ги одбравме овие два филмови, бидејќи едниот е за категорија на помлади деца, да речам помладата генерација, додека другиот е за нас повозрасните, со што ни беше цел да ги офатиме сите жители на населбата Хром, односно поканети се секако сите од општината Ѓорче Петров да присуствуваат тука и да уживаат во караван кој што започнува од утре и задутре и ќе следи во наредните месец до два. Така, веројатно и сите скопјани, сите оние кои што ова жишок викенд ќе останат во главниот град, може да дојдат и да присуствуваат, но од колку часот се еве проекциите? Проекциите ќе започнат до 21 часот, бидејќи нели треба да се подстемни малку за да имаме поубава слика, така што филмот кој што ќе се емитува утре Стела трае околу 50 на минути за да не ги заглавиме децата до подоцна да можат да се наспијат, додека другиот филм исто така во недела ќе започне во 21 часот и ќе заврши нешто повеќе од 23 часот. Да, овој проект е предвиден да биде нели како караван, кој што ќе се движи низ повеќе локации, низ општината Ѓорче Петров, па како е предвидено еве понатаму да продолжи во текот на летото овој филмски караван? Да, предвидено е да биде филмски караван, бидејќи овој проект го работиме во соработка со Кинотека Македонија. Треба да бидеме со нив утаначени, да кажам, во периодите кога би го спровеле овој проект. Меѓутоа, секако е предвиден да се емитува во наредните месец до 2 и да направиме од 8 до 10 проекции, кои што ќе бидат на повеќе локации во Ѓорче Петров, односно да бидат застапени повеќе населени места, како што, еве да речам, сега за прв пат ги анимираме граѓаните конкретно на Хром, секако се поканети сите, но во моментов е тоа тука, така сакаме да го префрлиме караванот во повеќе населени места, каде што ќе бидат емитувани различни македонски филмови. Така, ќе биде навистина интересно, верувам дека ќе се забавуваат и децата на еден поинаков начин, со бесплатни проекции, но и возрастните и родителите, па и повозрастните, нели сите оние кои што ги немаат погледнато македонските филмови кои што ќе се прикажуваат за време на летниот филмски караван во општината Ѓорче Петров, секако се подигнува нели културата на некој начин, кога станува збор за културата, она што ќе се случи исто така за прв пат годинава и тоа што конјаницата ќе помине, односно ќе продефилира низ општината Ѓорче Петров.
Па да, за прв пат оваа година една од коњаниците, Сдруженијето Златна Потковица, ќе продефилира низ општината Ѓорче Петров, имено ќе започнат од спортскиот центар Борис Трајковски, ќе ги пречекаме кај нас во Орионскиот парк во Ѓорче Петров. Мислам дека ќе биде тој еден преубав настан каде што и децата и општо жителите ќе имаат можност да видат како изгледа коњаницата, која е организацијата за коњаницата, по кој пат се движи и која е целта на истата, така што сметам дека ова е една убава традиција која што треба да почне да се практикува од оваа година па натаму, бидејќи сметам дека ова се вредностите кои што треба да ги сочуваме. Да, и ти секоја година, нели, како дел од маршот или денскиот марш, сите оние кои што се движат со коњи кон Крушево, ќе ни споделиш ли малку искуство од тоа поле? Па добро, ќе кажам дека пред се тоа е една голема чест да може да бидете дел од коњаницата, имено се поминува низ многу села, низ многу градови, низ Македонија, луѓето се срекни, се весели, не пречекуваат на секаде на различен начин, со тоа што може да заприметиме дека на секаде во државата имаме различни обичаи, различна култура, така што можам да кажам дека пред се коњаницата е едно олицетворение на македонскиот народ и на македонската историја и сметам дека тоа треба да продолжи во иднина и секако доколку можам секоја година ќе учествувам на истата. Да. Јас ви посакувам успеси секако и да продолжи и овој летен кино караван и понатаму да прерасне во традиција, секако доколку нели граѓаните и жителите се задоволни и имаат интерес од вакви културни настани. Благодарам на вас уште еднаш за поканата. Ова секако дека ќе продолжи во иднина. Наша интенција овој проект да биде пракса и понатаму, се надевам и наредните лета, така што ги поканувам сите жители на селбата Хром, на општината Ѓорче Петров, па и пошироко кои што сакаат да присуствуваат на летните проекции филмски, да дојдат утре и задутре од 21 часот, утре за дечињата, во недела за повозрасните и да уживаме во македонските филмови. Благодарам, Даниел, уште еднаш. Убаво е сузеве кога се изборуваме за интересни културни настани кои што па се на некој начин и новитет. Еве оваа година за прв пат во општината Ѓорче Петров се организира ваков кинокараван кој што ќе трае во текот на летото. Ќе има од 8 до 10 проекции за кои што секако нели дополнително граѓаните, жителите ќе бидат информирани каде ќе се одржува, на кое место, а утре ве покануваме на сите овде на полјаната во Хром, општината Ѓорче Петров, да ги донесете вашите дечиња и во 21 часот да го погледнете филмот Стела, а в недела со почеток исто така во 21 часот е проекцијата на македонскиот филм Те дуажи ми мене. Прекрасна можност, на вистина. Благодарам за оваа убава информација. Ве исполнет викенд не само за Ѓорче Петровци, туку и за сите останати кои што сакате да го доживеете чувството под отворено небо на летно кино.